Голем број текстилни компании најавуваат крај и затварање на капацитетите, откако договорите за нарачки од странство годинава, речиси и да ги нема. А изостане и очекуваната државна помош за јануари, велат од текстилниот кластер. Секојдневно во кластерот се јавуваат компании кои што најавуваат неможност да обстанат, односно потреба од затварање. А знаете, секое производство многу лесно се затвара, тешко се рестартира. Рестартирањето на текстилната индустрија скоро и да нема да може да биде возможно, така да секое пролонгирање на поддршката на компаниите има негативни реперкусии. Текстилната индустрија е една од најпогодените сектори од ковид пандемијата, зашто трговските центри во Европа со месеци беа затворени, а гардеробата остана непродадена. Негативниот ефект од тоа силно удри врз македонските текстилци, на кој единствен спас за опстанок им е државната помош. Ако сакаме да имаме текстилна индустрија и прилив и вработување во оваа индустрија, мора да се помогне оваа индустрија овој период да го преживее. Значи, мора да се даде поддршка секако на оние компании кои што се во потешка состојба. Реакциите на текстилците доаѓаат откако финансиската помош за плати, за која е и донесен и посебен закон, завршува со исплатата на декемвриската плата, а петиот пакет мерки најверојатно ќе стартува од февруари. Ова значи дека компаниите во јануари платите и останатите трошоци ќе мора да ги покриваат сами, што најмногу ќе удри поработниците. Последиците би биле така да би дошло да не може да се исплати плата, или за сите да нема доволна плата за работени, така да оние што се со договор на дело или оние кои што се на определено работно време, сигурно би биле отпуштени, бидејќи немаме начин како да ги заштитиме, или од деловни причини би биле отпуштени, така да мислам дека изошло до едно поголемо невработување од она што до сега го имаме. Освен текстилците, на прекинот во континуитетот на државната помош реагираат и од Стопанската комора. Дисконтинуитетот во доделување на поддршката може да доведе до намалување на постигнатите ефекти и до забавување на излезот од кризата. Ова може да доведе до сериозни негативни ефекти во справувањето со кризата, чие надминување во тој случај ќе бара повеќе време и ресурси. Велат од комората.